почитувани представници на медиуми, почитувани граѓани. Што му сгреши Македонија и народот на Зоран Заев за вака да се одмаздува? Прашањето не е само реторичко. Прашањето е суштинско, бидејќи хаосот што го креира Заев и неспособните и некомпетентни кадри што ги поставува, ги плаќаат граѓаните. Почна со оделење функции на скапо платени и лажни револуционери и само прогласени независни новинари, па се префрли на вдомување на мешетари и естрадни менаџери од Србија. Од Зоран Башановиќ, пејач и менаџер на Драгана Мирковиќ, до Цветанка Ласкова. Последен изблик во кадровската е Филип Андов, познат како Сокол. Тоа познат важи повеќе за скопски улици и подземји, отколку за некаков успех во академска или бизнис заедница. Сега тој Сокол ќе го плаќаат граѓаните за да го советувал Зоран Заев. Граѓаните заслужуваат да знаат кои се квалитетите на Сокол. Какви квалификации има Сокол? Каде одбранил магистратура и докторат? На која тема? Медиумите пишуваат дека Сокол е главно познат на полицијата. Дали владата го провери неговото досие? Дали е точно дека против советникот на Заев се поднесуваат кривични пријави за сторени разни кривични дела? Филип Андон, викан Сокол, е назначен за специјален советник на Зоран Заев, задолжен за градот Скопје, а го нема ниту Заев, ниту неговиот огромен пиар тим да се пофали со дополнителната вредност што Сокол ја носи на владата. Филип Андов Сокол јавноста го памети и како човек кој со џип влета во толпа граѓани што мирно протестира, но и по неговото учество во насилни протести во кој беше вандализиран главниот град. Дали е точно дека советникот Сокол на почеток на неделава удрил во пешак со мотор? Зошто МВР ја крие оваа информација? Дали на крај треба да излезе дека пешакот е виновен и удрил во Сокол? Надлежните молчат за случај. Молк од МВР на Спасовски, од каде се уште нема одговор за сообраќајната несреќа, а молк и од владата која си го ангажираше Сокол со народни пари. СДС и Заев аздиса креираат хаос и несигурност. За ваквото безобразно и непрофесионално однесување Зоран Заев и СДС ќе сносат политичка одговорност и на следните локални избори ќе ги стигне казна од граѓаните на Република Македонија.